Орце Георгиевски, Добро утро. официјално. Благодарам на вашата покана и поздрав до сите ваши гледачи. Освен што е дожливо во моментов во Скопје, нема толку сообраќаен метеж. Сега е за шпицот, предпоставам за околу 15 до 20 минути, така да... Затоа сте стигнати на време. Да, релативно брзо стигнам. Добро, тоа е едно од прашањата за кои што можеби во иднина ќе разговараме со вас. Ќе видиме што ќе донесе времето, нели? Така. Кратки неколку одговори на првите воведни прашања. Во согласно со вашите ингеренции ве прашуваме следното за вашата општина. Дали во ваше време има нелегални објекти во општина Кисела Вода? Нормално е, не само во мое време, и во минатото имало нелегални објекти. Не секој се труди да го испочитува законот, но затоа сме ние институциите тука да постапуваме. Вие знаете дека јас и јавно го правам тоа. Во моментов имаме 3 или 4, мислам дека решенија за отстранување на објекти кои што се нелегални. Не можете секогаш сите граѓани да ги натерате да функционираат согласно закон, но затоа се службите да реагираат и откако некој би направил таков потек, нели, би изградил нелегален објект, би започнал за истиот, ние сме тие кои што го стопираме и доколку продолжи издаваме решенија за отстранување, така што нема назад од таа процедура. Во ваше време има ли редовни соодветни контроли на Секако дека има, да. Јас на почетокот се соочувавме со сериозен проблем, кога бевме практично принудени да правиме меѓуопштинска соработка со некои од општините. Јас конкретно со општината Ѓорче Петров на почетокот барав помош од мојот колега Александар, бидејќи кога станав градоначалник немав никаков инспектор во општината. Сега имаме комплетна инспекција, инспекцијска служба, која што постапува во сите сфери, така што немаме во моментов проблем. Дали во ваше време има санкции за пропустите? Секако дека има санкции. И тоа, како што споменав, јавно го правиме. Јас имам исподелено неколку видеа до сега каде што јавно отстрануваме објекти кои што се изградени нелегално, така ќе продолжиме во таа насока и во перспектива. Добро, она зашто сте натеран и она зашто е главна тема, зашто ние сме денеска тука, вие како во исто време сте градоначалник на општината Кисела Вода, но вие сте и председател на ЗЕЛС. Ќе зборувате и во тоа име. Денеска ги имаме градоначалниците на терен со колегите, го очекуваме и првото јавување. Со вас ќе почнеме. Дали се безбедни јавните објекти? За јавните објекти, изминатава недела во неколку наврати имавме обраќања до јавноста, особено понеделникот после седницата одржана на управниот одбор на ЗЕЛС. Многу беше важно да се смири таа тензија која што и недоверба се јави оправдано во јавноста. Знаете дека родителите беа тие кои што после оваа случка трагична за жал во Кочани беа со доза неверување во институциите и во целиот систем. И тоа беше оправдано на некој начин. Тука ние сите завземавме став како градоначалници да први бидат проверени со вонредна инспекција сите објекти од јавен карактер. Тоа не е единствена проверка која што се направила. Јас не ја носам документацијата, но вчера во едно гостување извадив целата документација каде што практично потврдувам дека секоја година минимум по еднаш се вршени теренски темелни проверки на сите објекти од јавен карактер, така што во моментов на територија на општина Кисела Вода. Јас говорам за себе, да. На републичко ниво над 90% од објектите од јавен карактер се проверени, останатите се проверуваат, онаму каде што има утврдено некои аномалии, а не се сериозни, се отстрануваат во наредниот период, така што генерално сметам дека објектите од јавен карактер се безбедни. Стамбените објекти, дали се безбедни? Таму имаме малку посериозен проблем, особено во постарите згради, каде што во одредени ситуации се соочуваме да нема хидранска мрежа или е нефункционална хидранската мрежа, а во други ситуации пак и покрај тоа што има хидранска мрежа да нема соодветна опрема пропратена со истата за да може да се користи. Извинете, ве прекинувам, и кај вас воопштина ги споменавте старите згради, но кај вас воопштина има и стари згради кои што се надоградени, продолжени во терасите, особено во тој дел, така што како се водат тие? Тие се води како стара зграда со надоградба, како се води тоа? Со доградба, видете, деталните урбанистички планови кои што во минатото се донесени, во одредени состојби дозволуваат прогрес на одредена зграда, дали може во висина да се движи тој прогрес или може од страните да се проширува истата зграда. Обично станарите кои што не сакаат да инвестираат во
местото каде што живеат се одлучуваат да го повлечат потегот во кој што ќе најдат инвеститор, па истиот инвеститор ќе направи одредена доградба на зградата, а за возврат ќе добијат реконструкција на целиот објект. Јас обично не ги поддржувам тие постапки и покрај тоа што од ИЗИС имаат потврда и целосна комплетна документација е покриена од нивна страна, но од друга страна не можем пак да ја кршам и волјата на граѓаните и она што им следува согласно закон. Често пати говорам во такви ситуации дека ние, знаете, субвенционираме фасади, субвенционираме лифтови, кровови на згради и така натаму, дека добро е да ги искористат субвенциите од општината. Сметам дека е далеку побезбедно за во перспектива, но сепак се одржува тоа веќе што постои. Да, угостителските објекти безбедни се? Се прават проверки теренски на угостителските објекти, комбинирани се тимовите и од централните институции нашата инспекција, затоа што тука треба и јавноста да знае дека ние имаме многу ограничени ингеренции кога станува збор за таквиот тип на објекти, или да бидам попрецизен, единствено само елаборатот за животна средина сме ние надлежни да го провериме, но не сме неми наблюдувачи во процесот, доколку се забележат одредени пропусти во угостителските објекти, секако дека на нашата инспекција задачата е и да сугерира до инстанциите кои што се надлежни да го сторат тоа, да. Доколку има потреба да се затвори. Јас и со председателот на владата сум во постојана комуникација со господин Мицкоски. Во прва фаза ќе се дава одреден рок во кој што ќе треба секој да се постапи. Пак ќе видиме тоа со председателот на владата, треба да ги усогласиме тие. Прашам во контекст на тоа дали е доволен. Знаете како, има, предпоставувам, стопанственици кои што и помалку од еден месец ќе им биде потребен за истото да го сторат, односно да си ги поправат сите оние аномалии кои што ги имаат, но има стопанственици и неодговорни, кои што понекогаш да им дадеш и неколку години, повторно нема да го направат она што треба согласно законот, така да јас сум за да се остави простор секој да си ги поправи оние аномалии што ги има и недостатоци во начинот на функционирање, но и сепак и прагот на толеранција. Доаѓа време каде што не смееме да биде прагот на толеранција како што бил во минатото. Од многу висок праг на толеранција во минатото се случи состојба како што се случи. Може да констатираме дека и двете категории, и тие поодговорните и тие понеодговорните се неодговорни затоа што не одговориле на законот во првиот момент, во иницијалниот момент, затоа што не треба да се чека. Не треба да се исполнат законските одредби на старт. Апсолутно се слагам. Ние имаме 30 години наназад наследени проблеми и систем на функционирање кој што функционирал така. Сега знаете, малку е тешко одеднаш да се променат работите. Тие кафулиња, јас од кога сум градоначелник во мојата општина има отворено можеби едно или две кафулиња. Сите останати или ресторани се од пред јас да бидам градоначелник, но и пред мене што бил градоначелник, што значи дека некои се по 15, 20, 30 години и така функционираат. Многу е тешко промени да направите наеднаш и ако ние кажеме дека промените ќе ги направиме и сите овие недоследности ќе бидат отстранети за релативно кусо време, јас не сум таков човек да лажам во јавноста. Нема да кажам вистината во тој дел. Значи, потребно е време за се. И во овој случај. Но, јас прецизно велам дека прагот на толеранција тука треба веќе да биде сведен на минимум. Ако се остави простор од месец дена, сите да се адаптираат согласно законот, после тој месец дена треба да има ригорозни контроли, да има постапување и да има и затварање на локали, да има и рушење и се останато кое што е проследено со исто. Убаво го споминав тоа само на куса дека подолг временски период одредени особено гостителски објекти се белег на некоја општина, значи ако функционираат како што функционираат, значи тоа било со години. Одиме во аеродром, општина Аеродром, инспекцијски контроли на територијата на оваа Скопска општина, една од најурбаните во Македонија. Нова, се гради постојано, изградена е со соодветен простор, широки паркови. Анита Никушева Јованчев е таму заедно со Дејан Митески, градоначелник на општина Аеродром. Добро утро, Ани, за тебе, за целата екипа наша се разбира и за соговорникот ова утро. Добро утро, поздрав до вас и до нашите гледачи. Убаво ја најавивте темата. Ние се наоѓаме на територија на општина Аеродром, поточно во општина Аеродром. Утрово разговарам со градоначалникот Дејан Митески. Добро утро, како сте, дрова? Добро утро и поздрав до гледачите на Македонска телевизија. Ова е тема која што постојано треба да зборуваме. Направивте ли контрола, увид на објектите во вашата општина?
За жал, поради несреќата која што се случи во Кочани, не алармираше сите нас како институции да извршиме дополнителни и вонредни инспекцијски контроли во сите објекти за кои што сме надлежни како институции. Во дел од објектите, односно угостителските објекти, контролите се комплетно завршени и во текот на оваа недела и наредната продолжуваме со контроли во стамбените згради, односно објектите за колективно домување, се со цел да видиме, да укажеме и да превенираме од аспект на можните несакани последици од пожарите и како граѓаните се заштитат. Имаше ли неправилности, како ќе се постапува во иднина? Во различни објекти се утврдени различни неправилности. Има неправилности кои што се суштински, кои што ќе бараат и затварање на некои објекти, меѓутоа има неправилности кои што не се суштински од аспект на нормалното функционирање на објектите и општината ги задолжува со дополнителен рок собствениците на локалите да ги обезбедат потребните документи и да ги достават до општината. Покрај исполнување на стандардите за заштита на пожари, во овој момент при оваа вонредна контрола на сите објекти, како институции ги контролираме исполнителноста на сите стандарди, односно поседувањето на целокупната документација која што не се однесува само на заштитата од пожари, туку се однесува и на заштита на животната средина, поседување на одобрение за урбана опрема и така натаму. Една низа на документи кои што треба ги поседуваат угостителските објекти. Општина Аеродром е урбана општина, има голем број на угостителски објекти, дополнително увид ќе се бара, ќе се изврши односно во основните училишта и градинките и ги споминавте и вие колективните згради. Се носеше да новиве голем број на дополнителна опрема која што нели во случај на пожар би требало да користат станарите. Да, извршивме контрола на сите училишта и градинки на територијата на општина Аеродром и за среќа ги исполнуваат оние пропишани стандарди за заштита и спасување. Сите училишта имаат планови за евакуација, сите училишта и градинки имаат изготвени лаборати за заштита и спасување, така што можам да кажам дека учениците и дечињата во градинките се безбедни од овој аспект. Во однос на контролата на стамбените згради, во прва фаза ги извести на стамбените управители и заедниците на станари да извршат контрола и проверка на опремата која што ја поседуваат од аспект на постоење на противпожарни црева, исправност на хидранти, постоење на противпожарни апарати, достапност на скалите и излезите за евакуација. Имаме ситуација каде што истите се попречени од страна на стар мебел, од страна на некакви прегради, дури имаме ситуација каде што со зидови се затварани излезите за евакуација. Се тоа треба во наредниот период во соработка со инспекцијската служба на општина Аеродром ќе бидат задолжени станарите на собствениците на станови овие неправилности да ги отстранат. Имаш ли вакви контроли во минатото? Да, постојано правиме контроли, меѓутоа ваква масовна контрола во рамки на општина Аеродром немало, имајќи предвид дека надлежностите, изворните надлежности на општините не се однесуваат на заштита и спасување, односно на исполнетост на стандарди за пожари. Како општина имаме надлежност да провериме, односно да изработиме и да одобриме елаборат за заштита на животната средина и тука се фокусирани нашите надлежности, не и од аспект на заштита и спасување, меѓутоа имајќи предвид целокупната ситуација која што ни се случи, не алармираше нас како општини. Сите оние приброени документи кои што ги добивме од инспекцијските контроли, а не се во наша надлежност, ќе ги доставиме до надлежните институции, дали Дирекцијата за заштита и спасување, дали пазарниот инспекторат, се со цел да спроведат и понатамошни мерки согласно нивните надлежности. Каква е соработката со останатите општини на ниво на нашата држава? Да, во рамки на заедницата на единиците на локална самоуправа сме координирани како институции. Можам да кажам дека имаме одлична соработка, понудена е помош на сите општини кои што немаат одреден тип на инспектори, да од друга општина може да се преземе во соодветна постапка, така што можам да кажам дека како општини сме координирани, имаме одлична соработка. Секогаш ставаме акцент на најмладите. Во минатото имаше голем број на вежби за евакуација и кога ние бевме ученици, меѓутоа и новите генерации можеби знаат повеќе како да постапуваат. Продолжува ли понатаму? Да, и во минатото и во наредниот период се одржували, ќе се одржуваат вежби за евакуација, вежби за заштита и спасување во основните училишта. Тоа е дел и од образовната програма, така што и во наредниот период ќе се организираат такви вежби во соработка со Црвениот крст, во соработка со Противпожарниот сојуз и другите надлежни институции за ова прашање. Благодарам многу. Благодарам на вас. Студиото беше Дејан Митевски, градоначалник на општина Аеродром.
Благодариме, Ани. Да. Благодариме Анита Никучева-Јованчев од Општината Аеродром. Продолжуваме. Председателот на ЗЕЛ Сорце Георгиевски е со нас во студиото. Што ако се утврди неправилност? Кажавте дека ќе оставите простор да се под наводници компензира недостатокот, односно да се комплетира документацијата и се што е потребно, но ќе има ли санкција во меѓувреме? Секако дека ќе има. Видете, за мене беше конкретно недопустливо да во едно основно училиште или во градинка нема одговорност ако хидранската мрежа не е исправна, кога збориме за хидранската мрежа, или да нема комплетна документација. За зградите стамбени, односно колективното домување, тоа е состојба која што ќе мора со граѓаните да влеземе во фаза во која што ќе мора да се остави простор за да постапува. Но за објектите од јавен карактер е недопустливо да има пропусти. Ние во едно училиште имаме по 500, 600, некаде има по 1000 дечиња. Не сметамо да се дозволи простор. Градинките се тука. Точно, градинките, културните установи, спортските сали кај што се одвиваат надпреварите и така натаму. И тука треба да бидеме ригорозни и таму не треба да има простор каде што ќе му дозволите на некој да биде неказнет. Дали е тоа директорот на училиштето или тој што бил задолжен за истото и така натаму и така натаму. Кај нас за среќа во мојата општина, но и во најголем дел од општините, состојбата е таква да имаме безбедни објекти. Контролите се направени конкретно во нашата општина некаде на крајот на годината, но и во најголем број од случаевите кај моите колеги низ Македонија, контролите за ППЗ опремата, за излазите, за документацијата целосно што треба да поставуваат, се направени пред крајот на минатата година. Само едно подпрашање, ги споменавте училиштето и некако алудирате доста на училиштата, на образовните установи. Дали децата знаат кој е патот за евакуација во едно училиште, во една градинка? И како треба да се однесуваат, ако се случи жал, нешто? имаме деца во училишта, во градинки, ги прашувам, не знаат, никој не им покажал до сега. Ние факт е дека многу малку инвестираме во тоа, односно во обуките кои што треба да ги одржиме во основните училишта, па и во градинките. Може би помалите групи во градинките се премногу мали за таков тип на обука да одржите. Ние минатата година имавме, мислам дека во 2 училишта само, но имам 8 училишта во општината. Де факто треба повеќе да работиме на тој дел. А на територијата имаме уште Точно, многу. ме радува што низ Македонија веќе колегите започнаа со обуки. Видов дека колегата во Карпош имаше веќе започнато обуки по училиштата, колегата од Центар, колегата од Штип, мислам дека Иван Јорданов и така натаму и така натаму, и верувам дека сите тие пропусти ќе ги поправиме во перспектива. Важно е тоа во еден процес во образованието, да децата знаат како при непогода треба да действуваат, како да се движат, како да го искористат најбрзо времето за да го напуштат објектот доколку е потребно да го напуштат, и тоа се пропусти во системот кој што ќе треба во наредниот период да ги поправа. Ќе видиме каква е сега состојбата во Прилеп. Елизавета Митреска е таму, заедно со Борче Овчевски, началникот на општината. Добро утро, Бети. Добро утро за прилепчани. Темата е инспекцијските контроли на терен во низ општините низ Македонија, се разбира, а со вас зборуваме за Прилеп. Добро утро од Прилеп. Така е, контролите инспекцијски секако бе и во овој период и во Прилеп на повеќе институции, на повеќе објекти. За деталите ќе го прашаме градоначалникот Борче Овчевски. Градоначалниче, добро утро. Добро утро. Какви се контроли, на кои институции досега се направени угостителски објекти, училишта, градинки? Во име на општина Прилеп и во моје лично име како градоначалник на општина Прилеп, сакам да информирам јавноста дека во изминатиот период се направени зачестени вонредни инспекцијски надзори на субјекти, каде што е констатирана моменталната состојба. Тоа е во интерес на нашите сограѓани заради нивната безбедност и заштита. Со оглед, прво сакам да изразам сочувство на прерано згаснатите животи во Кочани и му посакувам брзо опоравување на повредените, се со цел да не се повтори ова зло, и општина Прилеп значително се погрижи да ги зачести вонредните инспекцијски надзори. Превземени се од просветниот инспекторат, и тоа од 4 февруари до 6 март,
посета, односно надзор на сите образовни институции, почнувајќи од основните училишта, средните училишта. Наудите укажуваат дека ги исполнуваат сите стандарди за успешно одвивање на образовниот систем. Значи тие се сигурни, немаат пропусти во училиштето? Родителите им препорачувам да немаат загриженост, бидејќи навистина објектите се сигурни и безбедни. А што е со угостителските објекти? Само да дополнам дека заврши посетувањето и на детските градинки, како едни од установи кои што се посетени од најмалата категорија на наши сограѓани. Исто така ги исполнуваат сите стандарди, заедно со подпомогната инспекцијскиот надзор подпомогнат со инспектор од Дирекцијата за заштита и спасување, така да исто така и градинките да потврдам дека се безбедни и сигурни. А што е со угостителските? Еве дојдовме до таа тема. Значи, комуналните инспектори и даночните инспектори во координирана акција посетија од 19 март до 24 март повеќе од 24 угостителски објекти, каде што е увиден одредени недостатоци, пропусти од типот на урбана опрема, од типот на користење на јавна површина, на време на уплата на годишниот данок. Не на време. Значи не на времена, даден им е рок и се разбира со таа опомена тие во рок од 7 дена треба да ги дополнат овие обврски кои што ги имаат како Тоа се главно пропустите кај нив? Во главном тие се пропусти, не се работи за од безбедносен аспект, него со она што ги имаат како обврска, како стопански субјекти. Сега веќе имаме, за жал, објектот културата затворен, тоа е Народниот театар Војдан Чернодрински. Зградата е стара, првите сознанија покажуваат дури ДСС пронајде 15 неправилности. Каква е ситуација? Да напоменам, и за тоа сум известен, дека се работи за прекин на користење на неопределен период на Народниот театар Војдан Чернодрински, кој што е во склоп на Центарот за култура Марко Цепенков. Информирана е јавноста, што не значи дека актерските вежби и подготовки се прекинати, се работи за забрана за користење од помасовен карактер, значи со публика, додека не се отклонат сите оние аномалии кои што ги забележал инспекторот од Дирекцијата за заштита и спасување. Се отвора прашањето и за општинската зграда пред која стоиме. Во јавноста протекоа информации дека е див нелегален објект. Зашто станува збор? Не би рекол дека се работи за див нелегален, тој од 2012 година е во користење, во употреба. Се работи за надополнување на документација која што до техничкиот прием од X причини, префрлање на архиви од старата општина, изгубени документи кои што се во фаза на пронајдување, но, ќе повторам, не значи дека секоја година нашата општинска зграда не е посетена од инспекторот за заштита и спасување од дирекцијата и ги исполнува сите стандарди. Еве да напоменам, конкретно и денес, ние во посета истиот инспектор, па се надевам и сигурен сум дека нема да има забелешки во поглед на безбедноста и заштитата. Што понатаму со контролите, со отстранување на недостатоците и каква е соработката меѓу општините? Вака, јас прво да им препорачам на моите сограѓани да помогнат во заедничката грижа и подготвеност нашиот град да биде навистина безбеден и просперитетен град, што значи дека доколку и тие забележат некои пропусти, можат слободно да го пријават и во инспекторат, било кој инспекторат од доменот на комунален, даночен, на просветен или било што, така да нашите екипи, односно тимови, ќе излезат сигурно на терен. Соработувате со општините како? Да, имаме и меѓуопштинска соработка и воедно да напоменам дека
и во заедницата на единиците за локална самоуправа координирано работиме и редовни, но и вонредни средби со станоци, каде што завзедовме и заеднички став да ги надополниме тимовите, но во исто време и да имаме унифицираност на правилникот за користење на инвентар, односно на урбана опрема во сите угостителски објекти. Благодарам Јовчевски, тоа беше градоначалникот на Прилепа Борче Јовчевски. Говоревме за инспекцијските контроли и пронајдените недостатоци како да се отстранат. Студија. Благодариме, Елизавета Митреска беше тоа од Прилеп. Слушнавме како Прилеп функционира овие денови со председателот на ЗЕЛС и градоначалник на општина Кисела Вода Орце Георгиевски. Се враќаме ние во студиото. Да, следното председател или прашање... градоначалник сега, како да ве ословуваме? Градоначалник. Може да и Орце слободно. Не, таман работа. Следното прашање иде во контекстното, постојано зборуваме ако се утврди неправилност, како ќе се постапи, како ќе се поправат неправилностите, дали е доволно само да се одземе лиценцата за работа. Сведоци сме дека и тие дупки во закон или што и да е, се многу добро познаваме и дека наоѓаме начин како повторно во истата дејност луѓе на кои што име одземена лиценца да се најдат по извесен период на работа. Така, видете, моите ставови се категорични по основ на ова прашање и јас сум застапник на тезата дека не е доволно на некого како мерка и реперкусија против него само да му одземете лиценца. Зошто? Се извинувам. Еве случајот со Министерството за транспорт и врски. Се одзема многу лиценци и видовме дека постоеле компании кои што во прашање доведувале во минатото градби на многу објекти. Де факто, вас за да ви одземат лиценца, де факто треба да не исполнувате одредени услови. Најголем дел од тие услови се бројот на вработени и лицата кои што треба да ги поседуваат од аспект инженери и така натаму, но сепак има законски пропусти. Ако вие на некого му одземете лиценца, тогаш оставате простор повторно преку друга компанија, ако веќе истиот нема и фирма ќерка да функционира и пак да проба да го изигра системот. Кај нас постојат, за жал, измени на закони кои што се прават се со цел да се помогне на една категорија на дали се стопанственици, дали е градежници, дали е граѓани генерално што бараат одредени измени на закон и така натаму, и сите тие се прават со најчестни намери. Но тоа што некој ги поедноставува процедурите, остава простор да се изигруваат законите. Затоа јас велам. Не само во делот дека треба да има реперкусии, и тоа според мене треба да има кривична одговорност, за во перспектива на некој да не му текне да повтори истиот начин на делување, да го применува или пак грешката да ја повтори што ја правил во минатото некој, треба да има кривична одговорност од една страна, од друга страна постапувањето на службениците кои што издаваат одобренија, кои што издаваат, не знам, лиценци и така натаму, треба да биде нивната одговорност на едно многу повисоко ниво. Кај нас проблемот во системот е затоа што немаме долгорочно постапување и одговорност во постапките. Не е доволно вие да подпишете еден документ од канцеларија и да утврдите дека некој објект е стабилен, нестабилен, дали треба да функционира, да се пушти во употреба и така натаму. А во 90% случаевите, за жал, години наназад така функционира системот. Велите нула толеранција. Кон сите кои не ги почитуваат правилата. Меѓутоа, во битот наш, во кодот наш е да се обидеме да го заобиколиме она што е напишано, тоа не ни е битно. Како ќе се справите со овој момент, затоа што долги години наназад тоа се заобиколувало? Видете, овие промени не може да ги направи само премиерот на државата, не може да ги направи само владата и одреден ресорен министер, или пак ние само како општина. Ова се промени кои што треба да се случат благодарение на сите, односно сите да учествуваме во овој процес. Започнувајќи од обичниот граѓанин кој што треба да е свесен дека во хидрантот во неговата зграда треба да има црево, за не да Боже или пожар ако се случи. Или да има само црево, да нема ништо друго. Точно, или хидрантот да биде функционален, да знае каде го паркира своето возило, дека улицата не е коловозот место за паркирање, дека дете може некоја да биде загрозено кога поминува на пешачки, така натаму, што значи пожарно возило не може да помине низ тесните улички во општина. Започнувајќи од обичниот граѓанин до највисоката инстанца во државата, треба да бидеме вклучени во овој процес ако сакаме да ги направиме промените. Ако само од едната страна
имате заложби и сакате да направите промени, и давате се од себе. А од другата страна немате фидбек, односно немате позиција од која што и граѓаните ќе се вклучат инклузивно да помогнат во целиот процес, да се помогнеме сите заеднички, јас не верувам дека ќе се случи успех. Во современите држави народот е најбројната полиција. Да го смениме менталитетот, самиот го мислам дека менува многу животот. ќе биде тешко. Од мали се учиме дека 5 минути толеранција имаме сите. Одиме во Струмица. Одиме во Струмица, да. Колегата Ване Трајков не очекува, разговараше со градоначалникот, тој е денеска на службено патување и од тие причини го имаме Ване, имаме изјавата. Ване, те слушаме, повели. Така, поздрав од дождлива Струмица, како што кажа и ти, Јован, првиот човек на општина Струмица денеска е службено отсутен, па вчера попладне разговаравме токму на оваа тема. Инаку во Струмица вореден инспекцијски надзор се спроведува уште од минатата недела. Некако правните субјекти овде во Струмица навикна на тие зачестени контроли, имајќи во предвид дека уште од јануари, поради протестите од големото аерозагадување во Струмица, беше издадена наредба да зачестат контролите на терен од страна на инспекцијските служби, општинските. Имено изминативе денови општински инспектор за животна средина, потоа градежен општински инспектор, општински комунален инспектор заеднички беа во контрола на угостителски капацитети, но и други правни фирми со цел да се чешла она документација, дали ги поседува сите оние потреби документи за и околу нивната работа. Паралелно овде во Струмица се одвиваат и вежби кај училиштата, градинките, заедно со територијалната противпожарна единица, со цел зајакнување на капацитетите за евакуација на ученици и наставен кадар во случај на пожар. Еве изјавата на првиот човек на Струмица. Од почетокот на 2025 година до денешен ден се спроведени од страна на инспекцијските служби при општина Струмица околу 235 надзори. Но ова е вонреден координиран надзор на сите општински инспекторати, дополнително да утврдуваме координирано недостатоци од страна пред се кај угостителските објекти, но наредбата важи за буквално за сите, не се исклучува за угостителски објекти. И морам да кажам дека од тоа што го имам заклучно со 25-ти, заклучно со 25-ти, и сакал да прочитам таксативно. Од градежниот инспектор имаме 5 вонредни инспекцијски надзори. Согласно одредбите од Законот за градење, изготвени се 5 записници и изречени се 5 инспекцијски мерки, односно 5 казни и 5 налози кон правните лица за отстранување во рок од 8 дена за одредени недоследности. Од страна на општинскиот комунален инспектор 6 записници за извршен вонреден инспекцијски надзор, кај кој во 5 се утврдени неправилности. Од страна на општинскиот инспектор за животна средина 6 записници за извршен вонреден инспекцијски надзор, утврдени се 3 неправилности, секој во своја сфера. Во моментот станува збор за поприлично огромна документација која правните лица кои се биле предмет на вонреден инспекцијски надзор се должни да ни ја достават, односно да ја достават кај инспекторите по завршување на комплетниот преглед на самата документација се изготвуваат и решенијата, односно казните. Да се надеваме дека нема да има казни и овде апелирам до сите и правни и физички лица да се држиме исклучиво до законите кои што се насила во Македонија, оти немам намера ова наредба до општинските инспекторати да ја повлекувам барем не во наредните 6 до 7 месеци. 2 пати годишно, обврската еднаш, 2 пати годишно беа организирани таквите вежби за евакуација во случај на пожар или други непогоди, но во разговор со територијалната противпожарна единица од Струмица, со командирот и со голем број на пожарникари и спасители и со директорите на основните, средните училишта, но и на детските градинки, дојдовме до заклучок дека мораме свеста за евакуација при непогоди да ја разбудиме
и единствено можно е преку таквите вежби од страна на ТПП, морам да кажам и од страна на државата за заштита и спасување по потреба, за да кај децата и кај наставниот кадар и кај вработените и во училиштата, и во општината, во општинската администрација и во градинките, ставиме до знаење дека треба да бидат спремни не само кога се на училиште, туку во секоја прилика да знаат што треба да прават и да ја почитуваат хиерархијата при, не дај Боже, вонредни ситуации. До сега имаме завршено околу 4 вежби за евакуација во неколку основни училишта. Денеска бевме во Сандомасев. Зошто беше моето присуство во Сандомасев? Токму заради распоредот на евакуирање. Се знае, прво се спасуваат децата, после се изнесуваат повредените, а на крај излегува градоначалникот. Таа е командната одговорност, која што јас ја почитувам, и како таква треба и учениците и децата да ја знаат. Задоволен сум со постигнатото време. 600 деца и наставен кадар и вработени во основното општинско училиште Сандомасев беа евакуирани за 5 минути, 41 секунда или 48 секунди и 81 стотинка, што кажува само за високата свесност кај наставниот кадар, но и за високата свесност кај учениците, а уште повеќе ја потврдува пожртвуваноста и професионализмот од страна на пожарникарите спасители, за што сум им посебно благодарен. Костадинов апелираше и до граѓаните на општина Струмица, но впрочем и до сите граѓани на Македонија да апелира, односно да пријавуваат одредени неправилности од функционирањето на системот до локалните инспекцијски служби, но и до државните инспектори, бидејќи тие, според него, се најголемите инспектори во нашава земја, доколку совесно, грижливо се однесуваат и ги пријавуваат сите недоследности и неправилности. Студио. Ване, благодариме, продолжуваме понатаму и се надоврзуваме на тоа што го збореше колегата. Функционална и одговорна администрација. Што значи? Проверка на претходно се. Можно е тоа? Можно е. Ако се има добар план и ако има стратегија општината за да се ги обавува тие обврски. И што би значело тоа? Јас споменав сега, често пати го земам примерот кај себе, кај мојата општина, но најлогички е нели врз основа на оној пример што пластично да го објасните пред граѓаните она што се случувало и она што се случува денес. Кога станав градоначалник, проверки и записници од минатото за ваков тип на проверки немаше во нашата општина. Мене не ми требаше да се случи некоја трагедија, јас да заклучам дека треба училиштата, градинките, јавните установи, се останато да е безбедно. Можеби никогаш во јавноста како градоначалник тоа не сум го изнел дека се прават проверки, но имаме записници кои што ги ставив и на увид на јавноста да видат и да се уверат граѓаните дека се безбедни на мојата територија, а така е верувам во најголем дел од општините, од државата. Што значи дека од една страна се вршеле темелни проверки, ова нагласуваме сега вонреден инспекцијски надзор, кој што поради паниката што се јави пред се во јавноста, мораше да го направиме како општини, и од друга страна она што представува одговорност на градоначалникот, тоа е да направи функционални инспекцијски служби. Како да функционираат? Да, ние можеме да бараме илјадници причини зашто немаме инспекцијски служби функционални и прстот да го вперуваме во било кого. Но тоа зависи генерално од капацитетот на градоначалникот и неговата способност да се менаџира со сопствената општина. Јас морам да бидам самокритичен кога станува збор за општините, дека не сите адекватно постапуваат и навремено во овој случај. Еден предлог. Деканот на Гранжен факултет, професор Горан Марковски, беше гостин во минатата емисија. Формирање на едно унифицирано инспекцијско тело, кое што би било составено од сите инспекции на едно место и кои што инспекции лесно би се координирале. Дали може да се изведе ваков во однос на тоа сега што се случува револуционерен, но многу едноставен и практичен организацијски зафат? Бевме заедно со почитуваниот професор Марковски на едно гостување пред неколку дена, говоревме за темава и тука морам да истакнам дека имам исти ставови. Иако јас де факто како градоначалник и претседател на ЗЕЛС постојано се борам за што поголем степен на децентрализација во општините и во нашето општество генерално, кога станува збор за функционалноста на инспекцијските служби
но и за функционалноста, за начинот на издавање на одредени одобренија. Тука сметам дека треба да се централизира процесот. Мислам дека ќе има поголема координација, на тој начин подобро ќе се функционира и нема да има простор за маневар, односно одреден инспектор и инспекција да ја бара кривицата во некој друг. Во случајов конкретно, јас ви споменав дека кога станува збор за локалите, ние сме надлежни да го провериме геодетскиот елаборат. Но тоа не е единствената работа која што треба да се провери за еден локал. Затоа можеби централизиран процес во кој што вкрстено ќе влезат десетина инспектори во одредена институција, не знам, локал и така натаму, нема да остави простор за маневар и изигрување на законот. Ние сме мала земја, треба и тоа да го земеме во предвид и искрено да говориме пред граѓаните, и секој со некого во нашава земја се познава. Во едно колективно тело, каде што сите ќе имаат групно настапување, мал е просторот за маневар, односно злоупотреби да се направат како што се правеле во минатото. Ама нели како беше, служба е служба, дружба е дружба. Па за жал се покажало во праксата. Јас се извинувам, почесто кашлам, ама имам проблем со алергија. Пролетна алергија во рите, да. Да, и мала настинка имам, така што се извинувам на гледачите и вам за тоа што кашлам, но покажа праксата во нашата држава дека многу често се вршени злоупотреби во минатото. Јас ќе повторам објективно гледано да не се правеле пропусти, да целиот систем функционирал адекватно. Во Кочани диско немало да функционира и немало да не се случи трагедија. Одиме во Велес. Петар Печков е таму, на терен во утро со граначалникот, зборуваме за инспекцијските контроли во ова општина. Печков, колега Печков, добро утро за тебе и за екипата с Разбере и за соговорникот. Повелете со информациите од вашата општина. Да, тука е градоначалникот Марко Колев, со кого ќе разговарам за оно што се случува во однос на работата на локалната власт за сите работи што се како инспекции. Најнапред благодарно што се одзовте ова утро вака рано да дојдете на програма. Да, градоначалникот е Марко Колев. Господине Колев, дали вашите инспекции после овој настан во Кочани замина во инспекција на сите објекти кои што се под ваша локална надлежност? Благодарам на прашањето. Можам да кажам дека општина Велес располага со добра екипираност на инспекцијските служби кои што работат со години. Можам да кажам дека имаме 20 градежни инженери, инспектори, имаме 20 сообраќајни инспектори, имаме инспектор за домување, имаме инспектор во областта на образованието, 20 инспектори во областта на даноците, така да екипираноста на инспекциите во општина Велес, можам да кажем, и низ години уназад е добро екипирано и тие наши колеги си имаат своја програма по која што работат изминатите години, значи има 3 годишни, 6 годишни, 9, поточно 9 месечни и годишни извештаи кои што значат инспекции и нивна работа. После, можам да кажам, немилиот настан кој што се случи пред 10 дена во Кочани, заради тоа што сите така почувствувавме, сакавме уште еднаш да ги провериме сите објекти кои што се во собственост на општина Велес, но и приватни субјекти кои што имаме ние надлежност да ги контролираме. Така да во изминатите неколку недела дена инспекциите, можам да кажам сега со засилено темпо, но и координација со државни институции контролираат градинки, основни училишта, средни училишта, спортска сала, библиотека, музеи, сите оние институции што се под општина Велес, но и приватни субјекти кои работат на територија на општина Велес, а каде што ние имаме надлежност, тоа е поставување на тараси, тенди, маси на угостителски објекти. А дали при овие контроли кои што се во тек има констатирано некаква неправилност и ако има, ако се случило, какви мерки и што презедовте? Вака сега, значи се уште е рано за конкретни извештаи, заради тоа што не сакаме да брзаме, туку сакаме едноставно сите субјекти да ги исконтролираме во детал. Можам да кажам дека
институциите кои што се во сопственост на општина Велес располагаат и со документи и со одговорни лица, но и со тоа што има потреба да располагаат согласно законите. Значи имаат ПП апарати кои што се сервисираат навремено, имаат хидранска мрежа, имаат документи, имаат обучени луѓе, имаат задолжени луѓе кои што се спроведуваат на терен. Има мали одстапување во делот на постувањето на урбаната опрема, и еве превентивно, заради тоа што не ќе одиме со казни одма, им даваме простор на угостителите. Зборувам таму кај што имаме ние надлежност, пред се тука зборувам за кафичи, трафики, пилјари, да се задржат на тоа што го имаат побарано од страна на општината. А тоа е врз основа на нивен изготвен обрат и наше одобрение да се придржуваат во рамките на тоа што им го име дадено. Веќе спомнате дека вашите инспекторите кои што се под локална самоуправа работат со 3-месечни, 6-месечни програми, така да значи ова прашањето следно беше дали веќе они до сега излегли на терен, претпоставувам дека работат тековно во претходниот период, това не е инцидентно. Како што кажав, не ќе да се створи впечаток во јавноста дека инспекторите до сега ништо не наработеле. Значи, врз основа на секоја прива која што е стасана до општина Велес, инспекторите мора да постапат. И затоа имаме соодветни акти и документи. И дополнително, врз основа на програма која што се изготвува, пак ќе кажам, во рокот 3 месеци, 6 месеци, 9 месеци, 1 година, инспекторите имаат објекти кои што се и контролираат. Тоа им е работа. Значи, инспекторот за домување со години работи во делот на воспоставување на законските обврски кои што треба да ги имаат секоја стамбена единица поголема од 8 станари. Значи, мораме да имаме ние представна зграда, да кажеме, народски. Мора врз основа на тоа да се изготват соодветни документи и акти. Еве, за среќа имаме инспектора за домување кој што работи интензивно години уназад, но и сега работи во делот на како се вика тоа, интензивна комуникација, се со цел да се превенираат сите работи кои што можат да предизвикуваат од несакани последици. Значи, не е дека не работеле. Да, последното прашање во овој склоп е каква е вашата соработка како општина со останатите општини во рамките на ЗЕЛС, но и во рамките на државните инспекции што постојат на локално ниво? Добро, јас сум и член на управниот одбор на ЗЕЛС, кој што заседава многу често и многу теми се отвараат. Ние пред неколку дена имавме седница на ЗЕЛС, каде што се зборуваше конкретно за оваа тема и кои чекори треба да ги преземеме, а ги презимаме и овие што претходно ги објаснував, а и некои со државните институции имаме, можем да кажем, низ годините добра, не речем, одлична соработка. Тука пред се мислам на Дирекција за заштита и спасување, регионален центар за управување со кризи, со полицијата, имаме добро екипирана противпожарна станица со многу добри пожарникари кои што делуваат и на општина Велес, но и на општините Чашка и Градско, така да и јас сум задоволен од соработката. Но морам да кажам дека ова што ни се случи, кој што длабоко не потреса сите, и не знам, ќе треба време, можеби подолг временски период, да малку од малку го надминеме. Треба да се вратиме еден чекор назад и да размислиме што понатаму, заради тоа што не зависи се од еден човек, не зависи се од една институција. Тука се вклучени многу луѓе кои што извршуваат и општествена, и политичка, но и бизнис клима, да кажем. Да. Јас ви благодарам што го одвоивте време за овој разговор. Ви посакувам успешна работа. Добивме печаток од овие изјави дека работат вашите инспекцијски служби тековно, неинцидентно, така да и затоа не се констатирани некои проблеми и пропусти во работењето. До следното видување, до некоја следна пригода, успешна работа. Тоа беше градоначалникот на општина Велес, Марко Колев, со кого разговаравме за работата на општинските инспекцијски служби и се она што се случува изминатите денови како контрола на објектите кои што се под локална власт. Бранко? Печков, благодариме за ова јавување. Веднаш одиме во Карпош. Градоначалникот Стефчо Акимовски е на линк заедно со колешката Елизабета Кузмановска. Зборуваат за инспекцијските контроли во општина Карпош, една од најревносните општини во Македонија. Добро утро, Бети. Добро утро за градоначалникот и за нашата екипа, се разбира.
Добро утро, се наоѓаме токму пред општината. Ние веќе на големо разговараме за многу теми, ќе се сконцентрираме што е темата на утринската програма. Дали општината направи акција како, впрочем, мислам дека и сите општини, проверка на објектите за буквално во делот на нивната, кога треба нели да биде пуштен објектот, треба да ги помине сите надзори. Какви се контролите? Имаш ли инспекции периодов? Да, жал ми е што ова го правиме после еден трагичен настан и практично и со ова правиме некоја кампања. Еве јавно да прашам кај се сообраќајните полицајци, ги гледате по улиците? Ја заборавивме кутрата Фросина. 15 дена, како беше на српското, држи воде док мајстори оду. Сега имаме нова кампања, сега бидејќи се запалија овие дечења, сега оваа кампања и ќе чекаме за да ја средиме државата некој нов и лоши моменти ќе чекаме. Градоначалнику, кажете сите сме виновни. Да, сите сме виновни. Зошто ова го велам? Ова општина Карпош, што сега го прави, го направи 2022 година. Значи, апел до сите згради, до сите влезови и така натаму. Знаете тогаш колку ни се отповика? Само 10%. Сега одзивот е многу голем. Колку проценти? До сега 310 се имаат од 1500 влезови, 310 веќе се отповикале. Уште 200 ни се. Во најава очекуваме комплетно сите да се отповикат. Од онаа контрола што сме направиле, само една зграда има комплетно се што треба, по ПС, и хидранска мрежа, и противпожарни апарати, и други заштити, и така натаму. Значи, ова не може да биде никаква кампања, ова е континуиран процес. Мојот апел до секој граѓанин на општина Карпош, а имаме негде 830 колективни стамбени згради, и во секој треба минимум да има еден противпожарен апарат дома. И тој да го сервисира заради негова безбедност. И втор апел мој, осигурајте ги становите и куќите. Не дај Боже, поголема хаварија на поголема зграда, кој ќе ви помогне? Ќе ви изгори станот, ќе останете без стан. А јавно сакам да кажам дека осигурување на двособен стан не е повеќе од 4-5 денари. Со све намештај и се целата покутнина. Затоа мораме сите да мислиме однапред, а не откако ќе ни се случат работите. Со училиштата и градинките? Со училиштата исто така направивме ние уште минатата година, пред 9 месеца извршивме сериозна контрола и што да ви кажам? Фирмата која што на тендер ги добивала работите, само ги заменувала картончињата. Нити ги проверувала, нити ги дополнувала противпожарните апарати, можете да замислите, и што констатиравме? Најдовме противпожарни апарати од 55-та година. Од 60-та година, 70 која, а ние сме должни на секој 5 години да ги менуваме. И замислете, тоа никој не го сигнализира и тоа го сторивме. И валидноста треба барем за една година, ако нешто не е валидно, треба да се пријави и да се замени. На тендер спуштаат ниски цени и гледате какви злоупотреби, докаде оди човечката беда. Добро. Да ги ставиш во ризик децата, да не им го провериш противпожарниот апарат, кај ќе ти оди совеста и во случај на пожар да изгорат тие деца. Значи, ви го разбирам револта, сите сме гневни, ожалостени. Да. Ќе ви кажам сега. Сега во оваа ситуација, кога сме сите противпожарни апарати се сменети и така натаму, доставени до едно училиште, одиме во училиштето, каде се апаратите треба да се монтирани сега во магазин. Зашто ви се во магазин, па ќе ги чепкаат децата? Ние со едно училиште се бориме 2 месеца да ормарот го тргнат за да не ја блокира хидранската мрежа, и тоа сега во екот на оваа кампања што се случува. Значи неодговорноста е на секој чекор. Да, ве разбирам апсолутно. Но затоа мора државата да настапи. Затоа мора да настапиме со поостри казни, затоа нема милост за оваа работа. И општината, нели? И општината, ама мора да имаме овластување за таа работа. Затоа законот за домување стои веќе повеќе од 2 години во Министерството за транспорт и врски. Дајте да го донесеме тој закон за домување. Сега, сите оние кои што ќе бидат задолжени, влезови и згради, значи не може да носат, законот не предвидува да носат одлуки, па 57% сакаат некад така натаму, значи задолжувањето е извршно, и доколку не постапат според нападствијата што ќе ги даде инспекторот за домување, тогаш следуваат казни. Тоа мора да знаат, така е според законот. И со угостителските објекти, да, контролирани се некаде 115 угостителски објекти, 60 се
исправни. Со ПП апарати и така натаму сите има. Тука немаме ни еден гостителски објект да нема противпожарен апарат. Во вториот дел околу тарасите 60 се имаат согласности за тарасите и таа урбана опрема, останатите 4, скоро 50, за жал има дел поднесено во градот Скопје, мал дел нема воопшто поднесени и тука се изречени опомени, изречени се веќе казни и ова акција ќе ја продолжиме и се контролирани правни лица. Во главном, готово да речем 100% правните лица, значи фирмите имаат и противпожарна заштита, имаат и хидранти, имаат и ова како се вика противпожарни апарати. Има многу теми тука, немаме многу време, се знаете вклучивме што? во... Морат изградите сами. Мора да се викнат стручњаци, да им ги проверат разводните табли. Една зграда која е 60-70 години, знаете ли колку пати е чепкано во разводната табла? Откаде што може Има и многу кражби. И тука треба да се промени закон. Затоа кажав, има многу теми, има многу кражби, само што се Така донесени луѓето ќе купат сега и хидрантска црева, ќе купат млазници, ќе купат се, меѓутоа... Значи има многу работа. Претходно кажавте дека навистина сите сме одговорни, меѓутоа секогаш очите се перени кон оние што се одговорни. Ние од општината Карпуш, кажувам ние, граѓаните од општина Карпуш секогаш перуваат очи кон општината, можеби и бараме некоја соработка и помош се со единствена цел да не се случуваат. Кажувам, 2022 го направивме ова, само 10%, 150 од 1500 се отповика, од 1500 влезови. Ви благодарам за вклучувањето во утринската програма. Студио. Благодариме Елизавета Кузмановска, беше тоа заедно со Стефчо Акимовски, началникот на општина Карпош. Со ова линковско вклучување завршуваме со теренските екипи и се концентрираме до 8 часот со началникот на Кисела вода и председател на ЗЕЛС Орсе Георгиевски во студиото. Господине Георгиевски, според искуството од инспекцијските служби, она што можевте да го видите во извештај, зашто се најмногу се замижувало под наводници до сега? Кога збориме за објекти од јавен карактер, најголемите пропусти, зборам генерално на републичко ниво, се околу опремата кај хидрантите. Знаете, има состојба каде што можеби сега смешно звучи, тоа е премногу мал проблем да го истакнуваме во јавноста, но е сериозен проблем. Имате вие во одредени хидранти и црева, мислам има опрема од типот на црево, но цревата се по 30-40 години стари. Тие треба да се заменат во наредниот период, од она што го разговаравме со колегите, има некаде каде што недостасуваат, како што е помала е бројката на такви институции, или пак има случаеви дури каде што сите црева од хидрантите се чувале во одредена просторија, но далеко од хидрантите, и тоа не е согласно закон. Во делот пропустите спаѓаат некомплетна документација која што треба да ја поседува институцијата, планови немаат сите за евакуација, понатаму ПП апарати немаат соодветно атестирани во даден временски период, затоа што најмалку еднаш во годината треба да се атестираат и проверки да се вршат на ПП апаратите, така што генерално станува збор за мали работи, лесно надминливи проблеми и верувам дека за многу скоро ќе бидат отстранети. Кога е веќе така, од работите кои што ги кажувате, кои што ги набројувате, дел од нив, голем дел од нив се технички работи. Зошто се замижува за тие работи? Зошто ги нема? Финансии или се во прашање? Што е работата? Чинат многу, што е? Најмногу станува збор за невнимание тука и неодговорност на многу од службите. И иако јас сум дел од системот, јас велам дека треба да има систем во кој што секој ќе има одговорност за она што го потпишува. Во одредени институции, во одредени, инспекцијски проверки, кои што не се вршени на терен, се имаат потпишувано луѓе на состојба непроверена и гарантирале со својот потпис. Но проблем е што тој потпис нема одговорност. Затоа јас велам, секој што се потпишува во било која процедура, треба да знае дека кривично ќе одговара само тогаш што е одговорно ќе постапи и ќе направи теренска проверка. Значи имате случаеви каде што од службите се води дека се направени теренски посети во минатото и проверки, но праксата на терен покажува друго, дека тоа сето било од канцеларија направено.
ги земавте веднаш во прва линија јавните објекти да ги проверите, велите не смее да се дозволи да се има пропусти, што треба да има секој јавен објект? Што проверувавте во прва линија? Значи, во прва линија, како што споменав, планови за евакуација, комплетна документација, ППЗ опрема да е целосна од хидранти, функционални да се хидрантите. Ние имавме состојба во нашата општина, во едно од постарите училишта, Кузман Шопкарев во Драчево, нема два хидранти, например, големи, но има еден голем хидрант со соодветна баража на притисок на вода и има 6 помали. Тој е граден по ЮС стандарди од времето, но сепак е согласно закон. Што значи дека проверка се направи на хидрантите, дали доволно притисок има во тој хидрант, цревата во каква кондиција се состојува, ПП апаратите дали се навремено сервисирани, односно дали се проверки извршени, дали се функционални и така натаму и така натаму. Она што во наредниот период ќе се фокусираме е обуката соодветна и на персоналот, но и на децата во услови на евакуација или посебни непогоди. Горе долу ги црпиме прашањата конкретно за темата. Имам две прашања кои што лично ме интересираат, ако може да го злоупотреба методот. Расадник. За расадник конкретно? Салата. Салата. Вели лично го за сега. Да, еден белек на општината. После емисијата да ви покажам дезенот на фасадата. Таа фасада одлучивме да биде црвено-црна во боите на Вардар. Тоа е домот и храмот на РК Вардар, кој што планираме да ги вратиме назад во својот дом после многу години. Проект на кој што исклучително сум благодарен на министерот за спорт и мој личен драг пријател господинот Ристовски, но и на председателот на владата секако, затоа што без нивна поддршка во целиот овој процес немаше да успееме де факто како општина сами да го реализираме тој проект. Од една руина после 30 години правиме функционален објект. Дополнително, ако се сеќавате, ресторанот Ексклузив имаше одредена дивоградба надвор, сега е веќе срушена. Базенот кој што никаде не постои, а некој го изградил во минатото, нема никаква документација, тој дел цел ќе биде исчистен, од задната страна ќе биде улицата проширена и адаптирана према просторот и таму ќе има еден современ плоштад, така што до некаде септември пред изборите мислам дека ќе сечеме лента во салата Расадник. Да не биде тенденциозно прашањето, ќе се обидам по сервисна уличка да го поставам. Како треба да изгледа следниот градски татко и што се треба да изработи за да заличи Скопје, прво да биде чисто? Да се изчисти прво? Прво да биде чисто, а потоа и да заличи на метропола, како што сакаме да го нарекуваме. Видете, праксата покажала дека градоначалник на градот треба да биде хаос мајстор и практично секој градоначалник треба да биде хаос мајстор. Многу помалку политика, многу повеќе работа. Човек кој што ќе биде присутен меѓу граѓаните, ќе ги знае нивните проблеми изворно и ќе знае како да пристапи кон решение, нема да се штеди себе си и ќе има одличен тим. Нас не ни треба филозоф во градот Скопје, како градоначалник, како што имало случаеви во минатото, не ни треба човек кој што не ја познава материјата, затоа што ние прво треба да поминеме еден процес на консолидација на градот и јавните предпријатија, практично од минус да дојдеме до нула, па да започнеме да го надоградуваме сето она што значи Скопје да прерасне во метропола, така да многу работа има во градот Скопје, но човек со визија и сериозно добар тим, сам човек не може ништо да направи, со добар тим може да постигне значителни резултати за некаде 6 месеци, мислам дека за да се поправат состојбите. И едно под прашање, дали може да има одговор да или не, може ли да се среди сообраќајниот хаос во Скопје? Може секако. Може секако. Прв момент е на Скопје му недостасуваат кружни текови. Му недостасуваат завршување на одредени проекти за кои што мене не ми е јасно од кои причини градоначалничката, но и нејзиниот претходник не ги ни започна. Тоа е завршување на процесот за отпочнување на проектот и кружниот тек, поточно двата кружни текови, изградбата на Лимак и поврзување на цел тој проект кој што значително ќе го олесни сообраќајот во тој дел од Скопје. Вие ако направите паралела и споредба на кај систина кружниот тек кој што се направи пред извесно време, се сеќавате во минатото какви гужви беа таму, а каква е состојбата денес. Но сега пред семафорите, пред тој кружен тек, самите по природата на нештата си бараат нов кружен тек таму, што значи дека на Скопје му треба пошироки сообраќајници. Реализирање, например, ќе земеме булеварот Борис Трајковски, 7 години се прави.
За мене е несфатливо, уште 800 метра се останати 7 години да го правите еден булевар. Тоа се процеси кои што се решаваат за неколку месеци, а не 7 години. Довршување ни треба на проектите кои што се започнати најпрво, олеснување на сообраќајниците, односно голема циркулација преку кружни токови и секако дека ни треба обезбедување на побрз и поефикасен јавен транспорт. Она што го немаме во момент. Ние мораме како град, како метропола да нудиме алтернатива, да освен со своите патнички возила, граѓаните се движат, одат до своите работни места, циркулираат низ градот преку јавниот транспорт, а за тоа се потребни нели и автобуси, но и треба реорганизација на јавното сообраќајно предпријатие. Кусо, едно прашање на крајот сме. Кога ќе се фатите за работа со Теферич? Со Теферич? За Теферич правиме проект подолго време. Таму ќе треба да интервенираме заеднички со државата. Знаете, јас од кога сум градоначалник, тоа не е моја надлежност, тој дел на патот, но интервенирам често пати по барање наше до улици и патишта, односно јавното предпријатие за стопанисување со патишта под господинот Трајановски кој што разговаравме во неколку наврати со Коце Трајановски за ова тема. Се прави проект од наша страна кој што не предвидува единствено само реконструкција на улицата, каква што е правена многу пати во минатото. Јас ако сте забележале... И видовме дека кратко трајно. Да, ако сте забележале, одам на принципот да потемелни реформи или инвестиција се направи во одредена на работа, за да не се доведуваме во состојба повторно да инвестираме пари на граѓаните за година, 2, 3 или 5. Така што таму се предвидени шипови во долот практично, кои што ќе треба да го стабилизираат најпрво земјиштето. Треба да се регулира протокот на вода таму, кој што не е регулиран и го подкопува практично патот, па подоцна се пристапи кон ново тампонирање таму и асфалтирање. Значи станува збор за посериозен зафат. Нешто што ќе треба време. Мене ми е многу важно, знаете како кога се ја земам од времето, но морам ова да го споменам. Јас кога станав градоначалник на општина Кисела Вода, кога влегов во секторот каде што требаше да има изобилие на проекти, имаше 0 проекти. Одговорна локална самоуправа и ако не стигнете да изработите некој, да го реализирате одреден проект, барем комплетна документација да обезбедите за истиот, за некој да може да ја реализира и после вас. Да продолжи. Така да во финална фаза сме со изработка на проектната документација за таму и верувам дека ќе почнеме до крајот на мојот мандат со реализацијата. Ве следим. Останува да ви заблагодариме и ве држиме за збор, како се вели понашки. Како се вели? Еве доказ, дигитален, запишан, запис, па да видиме што од ова ќе биде остварено. Благодариме Орци Георгиевски. Благодариме што го почавте денот заедно со нас. Се надеваме дека денеска ќе биде продуктивен ден. Се надеваме дека беше пријатно и се надеваме дека ќе се снајдете во сообраќајот.